Само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а околу 22% од семејните земјоделски стопанства се регистрирани на жени или минимални 38.328 од вкупно 175.088. Жените во руралните средини просечно работат по околу 11 часа на ден. При тоа 42% од оваа нивна работа не добиваат надомест. Ова го покажа најновото истражување на Руралната коалиција спроведено на 347 жени од североисточниот и полошкиот плански регион. Целта била да се утврдат предизвиците со кои се соочуваат жените од руралните средини во делот на економската активност, потенцијалните мерки и активности за економско зајакнување на жената од руралната средина, како и влијанието на ковид кризата врз економската стабилност на жените од руралните средини. Како што рече денеска на пресконференција, директорката на Руралната коалиција Лилјана Јоновски, дури 73% од испитеничките вклучени во истражувањата немаат имот на своје име, а само 39% земаат субвенции. Една од основните причини зашто жената не може да се вработи или да основа собствен бизнис е тоа што нема каде да ги згрижи децата за да може да работи. Велат 64% од испитаничките. Нема градинки или други можности за чување на децата во руралните средини или во близина. Родителите работат, па целиот товар паѓа на жената. Освен прашањето за здравствената и социјалната заштита на жената од руралните средини, поради не евидентирање на економската активност на жената во семејното земјоделско стопанство, таа нема платен стаж и можност за користење пензија кога ќе бидат исполнети условите за тоа. Вкупно 60% од жените во истражувањето немаат собствено здравствено и пензиско осигурување, иако активно придонесуваат во работата и економските приходи во домаќинството. Според неа, половина од испитаничките или 53% немаат информација дека постои мерката 115 за поддршка и активен женски член во земјоделските стопанства, неповратен грант за жени земјоделки до 3000 евра, а дури 59% немале информација дека повикот за оваа мерка е објавен.